Оваа година ќе е период на економска консолидација по ковид ударот. Целосно закрепното, Македонија ќе има стопанство во наредната 2022. Предвидува за телевизија Стар угледниот економист и редовен професор на економскиот факултет при Штипскиот универзитет Гоце Делчев Љупчо Давчев. Старата форма на стопанството по оваа пандемиска хаварија може да се врати доколку имаме активни и брзи мерки, точно насочени мерки, негде во третиот или четвртиот квартал во 2021 година, значи да дојдеме приближно до оно ниво кој го имавме во првиот квартал од 2020 година, а целосното оправување сигурно ќе биде во првиот квартал од 2022 година. Извозно ориентираните компании ќе го носат товарот во заздравување на истошнената економија. И тоа особено ќе биде значајно за поттикнување повторно на агрегатната понуда по завршувањето на самата криза во 2021 година. Тоа ќе значи дека таа агрегатна понуда ќе се зголеми со тоа што ќе зголеми иновативноста, ќе се дојде до ефикасност на самото производство на компаниите, ќе имаме подобра понуда, например, на текстилните компании кои што ги дискутиравме. Целото тоа значи дека понудата која ќе зголемите вие агрегатната понуда само по себе ќе повлече дополнителни економски бенефити за другите економски параметри кои што ќе подобрат целосната економска ситуација на Македонија. Но што треба да се стори за да се реализираат предвидувањата? Поточно, кои чекори се неопходни во практицирање на соодветните мерки за ревитализација на пандемиско-економската хаварија? Треба да не престанат инфраструктурните проекти. Градежната индустрија да продолжи со тоа темпо за да имаме полесно излегување од самата економска криза. Да се зголеми иновативност. Иновативноста во мала економија кој што е Македонија мора да биде на многу повисоко ниво во споредба со она што го имаме пример во последните 5, 6, 10 години. Преструктурирање на компаниите со практицирање на конкретни економски политики од државата може да ги дадат посекуваните и прогнозирани позитивни сигнали дека годинава ќе биде во знакот на економско закрепнување. Модернизацијата на производствениот процес се вајлд карта за Европа и светот дека нашето стопанство не го кашало последниот збор од ковид ударот. Напротив, квалитетот и изголемувањето на продуктивноста ќе бидат адутите на нашата економија дека сме конкурентни и привлечни за инвеститорите.